Дечки, здраво живо. Оваа лежерна и полусекси варијанта на како да, ќе ви објаснам како да симнете порно, а да не фатите вирус. Нормално дека секој од вас, знам дека исто многу од вас знаат, веќе го правеле тоа, некој нема да признае, некој ќе признае, некој само ќе погледне девојка му, ако сте у друштво, не го гледајте ова издание на како да, бидејќи ова е поише друштво за самци. Онака на само да си кажеме некои работи. Главната финта е, ако почне да фаќа грч од десна нога и се шири тој грч по главната артерија која вози до некој подабдоменален територијален простор, да речеме полов орган, обично грчот почнува со нестабилни движења на папучата по вертикала, напред-назад. Ќе ви презентирам. Сепак сум малце поискусен и ова не го пробувајте сами дома, освен ако немате малце чукнат партнер што се пали на вакви финти. Значи, потребно е да има услови, атмосфера, да сте сами дома, да имате платено интернет и тоа све што треба за да нели оди као со одредена добра брзина, и нели да имате извежбана варијанта на омилено самозадоволување. Што правам? Уствари, и зашто сакам да ви кажам особено да пазите. Многу е битно кога си минјаш порно или кога посетуваш обично такви сајтови, да имаш јак брз компјутер и да е не баш многу светло таму кај што го конзумирате истото. Или каде што практикувате водење на љубов сам со себе. Позицијата, јас сега со двете раце вака сум опуштен, иначе едната рака е цело време зафатена. И се ќе ви биде, например, нели компјутерот треба да биде на дофат на едната рака, неколку битни елементи кои што се секогаш у круг, не знам, зависно од тоа каков живот живеете и што финти правите додека се сакате сами себе. Најчесто грешката е да гледате порно, односно да пробате да си мијате порно у друштво. Затоа ќе ве замолам. Тие што се дома, си останат дома, другиве гитла, за да нели можам да покажам некои работи кои само на само се капираат како што треба. Како да симнеш порно, а да не фатиш вирус? Многу битно е која територија ја напаѓаш. Например, ако идеш на шпански филм, односно на шпански говорен пазар и бркаш такви порно филмови, може да те фати ола вирусот. Тој е опасно гаден вирус, многу е накурчен, се крие и влага, не можеш да го видиш која влага, а искача, кога искача, болje да не си таму. Значи, не знам, германците си имаат други вируси. Нивниве вируси зборат германски, нонстоп викаат шнел и прават и некои други финти, ама не можам се сите да ви ги опишувам. Америчкиот вирус е опасен. Има еден балкански вирус, што е поврзан па со фолк музика, ама само со одреден дел од фолк музикава. И тој е компилација, тој е мутант. Уствари, вирус, ќе кажа ферус, ама тоа сите го знаете и нема врска човекот со ова што сакам да ви го кажам. Он е легален. Збориме, значи, и правиме муабет за повеќе видови на вируси. Значи, многу сега не е убаво цело време па и тоа да мислите дали вирус, не вирус и не знам како, ама битно е да ги препознаете. Еве го, кај мене ја имам отворено некои
мислам, да, не мислам, него знам дека е германски, дали го приметувате, се правам дека не го гледам. Битно е да останете ладни, односно да не се штрекнете одма од вирусот. Вирусот на крај не може ништо да ви направи, освен да ви го цркне компјутерот и некои такви финти штети од големи пари, ама сакам да речам, прво се правите дека не го приметувате. Пробуете да го фатите онака лежерно, не успева, добро, не треба да знае дека го бркате и треба да бидете овој малце пожив вирус. Мислам дека овој латиноамерикански. Овој вирус може и да е помешан и со некои делови од Африка, таму е бола вирус владае. Во смисол, јас ќе пробам, еве го, значи успеа, не бев доволно фокусиран првите два пати. Секој вирус, многу е битно, значи да не ви побегне. Секој добар рибар знае, не треба да го пуштите да се оддалечува и треба да бидете спремни. Јас го имам ова тапче ми е специјално направено за тепање вируси. Еве, вирусот е омаловажен или како се вика тоа, малце замлохавен и мислам дека ќе ете така. Ова е така наречениот кружен тек на вирус. Уствари, чекај, види каков гаден вирус ме нападна на снимање и не ми се веруе, или вакво тапче не е лошо да имате и за некои други работи поврзани со романтика, љубов и само бендисуење. Значи, овој вирус, не знам, дали не беше ни голем ни мал. Ја вчера закачив еден холандски вирус, морам да ви го презентирам. Ставен ми е на посебно место, кое што е обележано, бидејќи сум заштитен, ама опасно заштитен и добро, јас сум малце попрофесионално настроен кон овие работи и се штитам вака од 4 континента. Значи, ви треба еден ваков тотем и ви треба најмодерната перика во дадениот месец. Секој месец во порноиндустријата си има своји хит фризури. Значи, ако се откажувате во јуни, тоа е овој модел на шишка со изразени римски црти од страна. Треба да е периката стаена на еден индиски тотем. Тотемот може да си го крстите како сакате. Тотемот јас го викам Батумба. И обично Батумба е нарочно поставен вака за мртвите вируси да ги чувам таму за да не ми оживуваат, да не стануваат зомби. Еве еден мртов вирус од вчера, собран е на бразилски сајт, конкретно затоа е жолт. Сега ова е свокнат неколку пати, но дзиднете го, дзиднете прво погледот, каков ужасен поглед има ова опако вирусиште. А не обрнувате внимание, оваа корпа е, стакам да ги чувам безбедно, мислам онака. Корпата е небитна, може да си го чувате во некои кутии за прстен, за накид, за некои такви финти. Битно е, нели, да знаете дека сигурно сте го решиле вирусов и да не ви направи финта, он понекогаш знае да се прави дека не е тука, а уствари тука е. Тоа одма се осеќа. Пак ме фати некој грч, морам раката да се пренесува, морам да ја ставам раката на позиција, а другата се знае, четоем со една Хелга, има многу убава насмевка. Ја ваква насмевка одамна неам видено. Мислам дека може да дзиднете и вие, еве заедно ќе симнеме еден мал клип и ќе ви покажам, нели, ако било што се случи, јас сум тука, не се секирете. Еве едно. Ќе направиме еден ваков избор. Му треба време, нели, системот за одбрана, тавчиња, тепачки, интернет, комшики, тоа све додека се даунлодира. Чим го видите овој триаголник, ако нагоре ви гледа триаголникот, значи лаптопот не ви е свртен кој што треба. Класичен заплет. Значи, многу ме палат вакви филмови кои се паметно направени. Имаме водоинсталатор во, нели, кадарот главен. Доаѓа и сака да вгради компјутер. Ова директно ќе ви го преведам бидејќи е на холандски, ама дијалект. Сака да стави компјутер одма до WC школката, каде, нели, се растовараат работи кои се преработени,
а она го вика да пијат кафе додека работи, нели, додека се слушат плочките. Зошто се одлепени плочките? Треба ли да објаснувам 21 век? Кој има големи плочки, значи дека се дружи со вистинските луѓе. Тифани, слободно, значи јас имам моја асистентка. Вие како сакате викајте си асистентката. Ми побегна малце филмот. Значи, он сака да го направи и да го освежи целиот тоалет, а она сака да го освежи прво него и неа, па после тоа тоалетот и тоа што е битно. Само момент. Еве го вика. Пуштам Мустаки 3 недели. Гледате како добро игра со вегите оваа женка и секако забележете ги бакенбардите на господинот. Сега тука нели не треба да ви кажам што треба да правите. Битно е да се затвори врата. Малце, може и некои лубриканти да користите, може професионални, може непрофесионални. Ја најчесто секој си има своји тајни на нели уживањето. Таа го покани да му ги покаже сметките платени од струја, демек последните 2 дошле нагло, тој е сметководител, ја отвара книгата, а во книгата случајно се појавува кондом. Сега демек, од каде е земен, дали е купен, опа, еве уште еден вирус, добро, ова може да го скрши филмот, ама малце, да реков, не реагирајте нагло, никако. Значи, гледайте да се фокусирате на... Не, никогаш од првиот обид не е битен, затоа овие работи се прават со однапред спремни финти. Ја ќе одам директно со дисквалификација, сега е најинтересниот дел. Значи, еве како е неговата рака полна со бизнис. Кај баш вирусов тука улета, не ми се верува. А исти огретач имаме со иста боја на огретач со ете го поздравот. Ова е класичен пример на добар заплет. Добар заплет бидејќи гледаш и лева и десна. Функционира. Изгледа вирусот се удри. Овој дел станува интересен. Го прашува дали уплатил, дали игра тоа наградни игри и такви некои грепки. Он вика, кога сме кај грепки, тој не го знае тој дијалект. Да ти го представам мојот другар молерот. Опа. Васист, дасист вирус. Значи, ќе го решам него, ќе го ставам на сигурно, ќе ве замолам заедно да го проследиме, остатокот од филмот е фантастичен и ќе ве замолам исто така да останете уште малку. Сакам да ви презентирам некои нови акции, нови опции на она што го викаме заштита, ама вистинска заштита од вируси. Значи, дечки, еве еден начин, односно, ова е целиот стайлинг како изгледа еден професионален симињач на порно. Ова го правам веќе неколку десетлетија, да не речам од 90-та навака. Прво почна роднини да ме викаат, дојди да не симњаш порно, па не знам, почнав со пријатели и сега веќе тоа делумно стана бизнис, ама да не се сватиме погрешно, без фискална, ова го правам чисто за мои луѓе. Значи, секоја акција се следи своја визуелна реакција. Одело е одело. И тоа штити од оние зафрлени предели на станот, куќата или местото кај што живеете. Зошто викам зафрлени? Најчесто правиот симињач на порно или професионалниот симнувач на порно знае да го намириса местото каде се крие порно материјалот, каде се кријат списанијата со еротска содржина. Во секој дом
Тоа е место кај што има мало проветрување, место кај што може човек, нели, каде што е малце повисоко, под кревет, пониско, ќошиња, непосредно кај што спиете, нели, докај што допира раката и така натаму. Но класика на Балканскиот полуостров и полуапенини да се користат оние регали или дрвени простори кои што ги користиме во горниот дел. Најчесто тамо се складира порно материјалот. Затоа, нели, спремно, професионално ви презентирам порно скала или скала за симнување порно, порно одело и порно фраер. При симнување порно, освен да не фатите вирус, многу е битно да бидете безбедни и стабилни. Ако го правите ова по дома, сега не знам, внимавајте или не го правете по дома, викнете човек као мене. Например, мора да се обезбеди влажноста на рацете. Влажноста е многу битна и при самото порно, ама за тоа малце попосле. Ова тука нешто, еве, малци вас да ве фати влажност, значи го нанесуваме нежно, се вика цинкова материја за нелизгање. Зошто лизгање? Бидејќи пристапувам кон качување во горниот дел од овој регал, ми мириса на порно и кидам да го симнам. Вака изгледа симињање на порно, посебно кај вас дома. Тука сме на да се запознаеме со најпрофесионалниот начин на симнување порно од интернет без да закачите вирус. Оваа приказна си има своји правила. Сакам да кажам, секое действие при симнување бара опрема. Еве веќе ја гледате мојата заштитна опрема, треба да си имат неколку елементи, скала, треба да си има. Не можам да ви ги откривам сите тајни на опремата, меѓутоа ева и да ќе се запознаваме етапно. Значи, освен волја и освен добар нос, мора да намирисате каде е дувлото на порно хардкор копиите или елементите. Зошто зборувам вака? Бидејќи прво ќе се посипаме малце со цинк, ова го правиме чисто од да се демагнетизира состојбата и практично ќе се направи мал меур облаче кој што ќе ни каже ете натаму е правецот на она што го викаме порно материјал и од таму треба да симнуваме. Порно материјалите се чуваат на неветровити места, под кревет, под маса, негде кај што не се пипа редовно. 100%, односно голем процент од европскиот континент ги крие порно материјалите на високи места, најчесто на креденец, регал и слично. Видовте, цинкот сам покажува дека натаму е правецот и затоа ние натаму ќе се упатиме и ќе одиме кон оној најбезбеден начин на симнување порно, без да си играте со непотребни вируси. Значи, јас ќе се испентарам малце нагоре и ќе ве поканам да дојдете со мене. Овој елемент е битен. Да, заборев дека сум обично не ги носам овие професионални папучи, така наречени симнувачки елементи, односно да не го гнјавам со глупости. Што сакам да ви раскажам? Има еден битен елемент. Знаете дека првиот порно од интернет е симнат негде 902 година. Тоа било време на не баш многу брза комуникација. Тоа пак, што го викаме некомуникација, прави одредени аномалии. Ева го порното. Овде ќе става малце колку лубрикант за подмачкување. И ќе почекаме неколку секунди. Ова средство треба да ја избалансира благоста. Односно, да не биде многу кисела атмосферата горе, а да не биде ни многу сладка. Станува збор за хемија. Додека чекате, може комотно малку да го забришете регалот. Нели, да бидете спремни, бидејќи овде на крај вашиве раце ќе се подпираат, а имате и оттисоци од многу генерации на мажи кои ставале веројатно паметни работи и се кријат обично на горниот дел од регалот работи кои ги викаме тајни. Значи, го дезинфициравме, само да видам. Ова не го пробувате дома, ова е опасно. Суво е. Сега можеме уште една само да испрскаме. 3 пати. И за против порно уроци, ама затоа ќе ви кажам доле. Ево го. Директно, сега без заштитна маска и ракавица. Да. Класичен порно материјал од 90-ти.
шведска продукција. Можам комотно, бидејќи се белгиски, ова е многу редок примерок. Порно кај што сите се со влакна под мишка. Многу хит, 70-ти, 80-ти. Има некои секси материјали. Се на се, ќе го одложам порно материјалот овде и ќе ви дадам една многу паметна постапка за симнување надоле. Ако се симнувате надоле, не треба да брзате, ниту пак да се качувате нагоре. Надоле се симнувате со сигурни чекори во тој правец. Поведете. Ете така, што ќе каже, правецот е одлично фатен. Одиме да ви покажам еден следен начин како да симнете порно, да не фатите вирус. Епа, дечки, дојдовме, како што самиот практично најавив, до ординацијата, односно до следниот начин на вистинско место во докторското катче, кај што е најбезбедно и кај што ќе си пообјасниме малце повеќе оно што се однесува за вируси и како да бидете безбедни при симнување на порно. Значи, овде пред мене имам една медицинска маса која верувам дека ги задоволува вашите критериуми за разни порно области. Например, како да почнам? Ајде вака. Жолтите апчиња нормално е дека ги земате ако одите на кај Азија, Индонезија, имате варијанта на заштита во однос на ако водите љубов или симнувате порно од тој дел на светов, тогаш водите љубов сами со себе практично, затоа и емисијава посветена, ги земате овие апчиња. Битно е, значи, да се оди по боја и по логика. Логиката вели, при повреда, например, преако го пипате маусот и мрдате со џојстикот многу јако, џојстик, извинете за латински изрази, уствари џојстик, тоа е стап на задоволството, тоа е практично во ваши раце, а она што го симнувате од интернет, ако се повредите додека го правите тоа, не треба да кажем. За здраво порно, ама порно, значи кај што имате пукање со акции, со глумци, со малце поише луѓе, тука мора да биде фиксна работата и мора да се оди на повеќе витамини. Значи, С витамин за симнување здраво порно. И тоа, нема да избрзате, некои почетници го прават, ќе земат витамини, па после си минаат порно. Никако. Никако. Даунлоудот да оди директно со грицкање на оно што го викаме ацетилинска киселина или материјата која го прави витамин С вредна. Ако сте пушач, веднаш фрлете ги цигарите, а ако не, тогаш не е ништо страшно, ја докторски да ви кажам. Најчесто праксава ми вика, сега ќе ми простите, имаме некои итни ситуации кои морам да ги решам, едно отпусна листа. Праксата ми вели дека понекогаш се обидувате, например, да се спасите од некој вирус и да не отидете директно вие на доктор, што е практично многу лоша грешка. Овде имам едно писмо од мој редовен прегледувач, односно пациент. Вели, симнав порно од Шведска, дали треба да облечам јакна додека го гледам истото и дали ќе ми биде ладно у мајчка. Неверојатно, со тоа што вакви диагнози и на вакви прашања немој да реагирате на провокации, бидејќи прво, никој не може да биде до 100% заштитен од она што го викаме вирус, но може да го избегнете и практично вашиот компјутер да не биде нападнат од истите, а вирусите се секој ден нови, подобрени, по-темпераментни, повеќе мрдаат, така да им нема крај. Сакам да кажам, постои сигурен начин кај што вие ќе си бидете, нели, заштитени и ќе си бидете на раат од тој агол на гледање на работите. Само внимателно и само јака даунлоуд конекција. Зборувам за добар интернет, за интернет кој нема да ме направи пациент, нема да мора да се гледаме. Зависно од тоа, колкава белја сте направили или каков се вирус сте собрале додека сте го симињале порното, има неколку категории на пациенти. Оние кои се смешкаат и демек прашуваат кај е костозглобно, па не знам да не е очно овде, ушно тука ли е, тоа се оние прв пат кои се сретнуваат со вирус. Сакам да кажам премиера. Оние малце посериозните, кои што нели доаѓаат неколку пати и направиле тешка белја,
Значи, симнале порнофилм, го изгледале истиот, викнале другари, па го гледале, симнале уште едно порно и се укочило нешто на компјутерот додека тоа го правите, а не знам, компјутерот не е ваш, па го делите со некој друг. Тука има јака доза на кривица и тука директно се доаѓа со 2 кафиња, односно за еден филм. Се доаѓа со едно кафе, за 2 порнофилма и повеќе луѓе кои конзумираат порно одеднаш и вирус при тоа, се оди на 2 кафиња. Да го оставиме, тоа се тие репрезентативни елементи. Јас, нели, ќе ви ги презентирам и новите елементи кои никако не треба да ви исплашат и не треба да ви прават непријатност или нелагодност овде во абдоменот. За оние со поголем јазик или оние кои имаат здебелена усна шуплина. Ова се користи за преглед. Знаете дека новата метода на Обединените нации е пластика, пластика и само пластика. Оние дрвени лажички се исфрлени од употреба, затоа што пластиката може да се употребува, е мултипрактична. Може да ја користите, например, за спојување цевки и пиење сок од дневна укуина, за да не ви побегне нешто битно на екранот, ако не е преносен компјутерот. Овде станува збор, сестра ми донесе некои финти преска, па се закачило. Ова, иако изгледа на, и како обична лажица, или евентуално некоја неука домакинка па го скршила оризот додека мешала и така натаму, оваа лажица се користи за задниот влез. Односно, има неколку влеза секоја зграда, секој храм, ако претпоставиме дека она што го гледате и го симнувате тамо разголено, секој си е сам за себе. Ова е држач за задните мускули на вашиот заден образ. Што сакам да кажам, ќе се разбереме, не дај Боже, со ова да треба да ве прегледувам, с краја да е. Некои од оние заштитни елементи, од типот на кондоми на кај дома, некои ги викаат и на гости, знам дека знаете, постојат повеќе брендови и нели на нив практично и не би трошал повеќе време, освен овде е време да се земете пуканки или нешто за замезите. Секој прав доктор мора да пие, али нели секој што поштои добра пијачка, секогаш кога ќе отвори прозор може некој надвор дува. Може дува, може не дува. Дали сте го пробале овој рецепт? Земате една цевка. Приметете какви балони се прават и во која форма се. Зависно од тоа што сте во хороскоп. Приметувате дека како да извриваат балоните практично еден од друг, тоа е низата на балони, бидејќи јас сум близнак во хороскоп, е секогаш парен бројот на оно што го издувувам во пијачката, а плюс тоа така се додава кислород во вашиот пијало. Космика елементи и сито и решето, секој порно или секој добар доктор мора да го има поминато ова. Докторска ординација, без ваков уред, ова е чисто електромагнетните бранови, кои ги прави планетава додека се врти, се многу непријатни ако сакате да бидете 1.000.000% безбедни при симнување на порно. Освен овој елемент, потребни ви се заштитна маска. Навидом изгледа као да нема веза и како да не е баш потребно, но сето ова ви е многу потребно за да бидете, како да кажам, не само заштитени, за да не се гледаме и за да не ви се замаглуваат очилата кога говорите, нели вие кога ќе смијате порно нема да зборите, затоа и нема да се дешава ова. Имате само мрдање со рака, наизменично, вертикално, нагоре-надоле и се нема ја да ви учам тоа, си го знаете по природен пат. Значи, вака добро опремени, ги размрдувате ракавиците, забележувате, јас имам професионални очи за далеку, за да видам кој од комшиите ме следи, дали се сите агенти на број, дали, опа, Маја има нов дечко, добро, и дали нормално сите, да, гледам дека никој не е присетен на тераса. Значи, овие професионални докторски помагала, ова се вирус хейтер, односно очила кои директно ги детектираат вирусите. Кога гледате низ нив, директно одма светка црвена точка на левото око, тоа значи, погледнете, под услов, нели, да има вирус во правецот на гледање, одма ќе светне црвена точка. И, вакви има на интернет, исто може да си ги симнете, најбитниот дел.
едната рака мора да ви е цело време слободна. За да се научите, на почеток може да грешите. И тоа е многу трошење на ресурси. Најчесто ќе си капнете од овие магични капки кои се наоѓаат во секоја малце посериозна аптека. Се зема една капка се става во десната ноздрева и една капка се става во раката која нема да ја користите. Лева ако не користите лева, десна ако не користите десна. Се затвара дланката и гледате да не размислувате на дланкава, а со другата го работите она што ви го дала природата како момент. Што повеќе, сакам да ги поздравам сите оние кои мислат дека должината е битна, воопшто не е битна, пардон. Глава ме уби. Може и со вакво цевче да се заврши работа, може и со вакво цевче да се заврши работа, може со додадено цевче. Должината е небитна. Ширината, можеби, некои велат дека тактиката и техниката била многу доминантна и пресудна, тоа вие ќе си оцените. Битно е да не се симнува тоа што нема да го гледате и да се симнувате безбедно со сите елементи кои јас ви ги давав на располагање како заштитна варијанта или заштитни фактори како да симнете порно, а да не фатите вирус. Тоа би било тоа од оваа ординација. Дај Боже да не се видиме овде. Се гледаме кај вас дома или на интернет.